подпредседателе, штувана јавност, штувани медиуми. Со овие законски решенија, дами и господа, колеги од Социјалдемократскиот сојуз, ќе ви повторам, паднаа два мита кои што ги градевте во последните 10 години и за кои што потрошивте десетици милиони евра. Првиот мит кој што го градевте беше околу Зоран Заев, дека вие сте од работниците и за работниците и многу милиони потрошивте да го прикажете дека не е олигарх, па моравте да му правите и спотови покрај нивите во Струмичко. Вториот мит кој што го градевте и за кој што потрошивте многу пари во последниве 10 години е митот дека вие сте проевропска партија, дека вие сте проевропска опција, дека вие сте проевропски не знам што, се со цел да ги убедите граѓаните да ве доживуваат онака како што тие би сакале да ве доживеат, а всушност вие сте обратното. И од тоа, колеги од СДСМ, бегање нема. Со овие закони, како меерот Сапуница, се распрсна дека вие сте за работниците и од работниците. Вие од СДСМ ниту некогаш сте потекнувале од работниците, ниту некогаш сте биле за работниците. Секогаш работниците ви биле инструмент во остварување на вашите лични и тесно партиски интереси и ова е инфлагрантен закон во кој што тоа го потврдувате. Вашите сестрински партии, прашајте ги во Европска Унија, разговараат како од 40 часовна недела да се намали со цел да зголеми продуктивноста, а работникот да добие одмор. Тоа се социјалдемократски вредности кои што вие ги немате. И второ, од денеска па натаму ќе ве молам дека сте европска опција, европски фронт, дека сте европејци, да си го заборавите како наратив, бидејќи за пусти пари ве тераат овдека да браните нешто што не се брани и што не е европски. За некој друг да земе нешто, вие морате да кажувате дека она што го зборува евроамбасадорот е погрешно. За некој друг да земе нешто, вие сте приморани да зборувате дека портпаролот на официјален Брисел тоа што го зборува не е така. Затоа, вие што неколку браните, поставете си го прашањето. Ако ова беше добар закон, и ако овој закон значеше нешто плюс за работничките права во Македонија, дали истиот закон ќе го бранеше пола влада века ќе беа, а нема ниту еден присутен освен тој што мора, и првите два реда би се празни и дека ќе беа полни, да беше нешто добро. Сите бегаат. Ова едноставно не се брани. Зошто не се брани? Видите дека било добро 60 часа работно време, 72, не знам колку. Ако некој сака да работи брзо, тогаш ја ќе му препорачам да работи во 3 смени. По 8 часа, може да работи комотно 24 часа. Нека си плати. Не е проблем и денеска. 3 смени може некој да земе ако сака, ама ќе бидат по 8 часа, а не по 12 часа на ден. И како тоа ние не го разбираме гледежништвото и дека многу било тешко да се работи на автопат и морало 12 часови. Луѓе, едно со друго не оди. И ние мора да започнеме да бидеме одговорно собрание, кое што ќе кажува на владата што може, а што не може. Бидејќи неколку пати ви го зборувам тоа, тие од владата со политика повеќе нема да се бават, а голем дел од вас ќе треба пак да тропнете на нечија порта и ова што јас сега ви го зборувам и тие ќе ви го постават како прашање. Понатаму. Разговараме со заменик министер за труд и социјална политика во петокот на комисија и го прашувам дали вие сте го виделе договорот како предлагач. Тука седи со нас господинот, седеше на комисија, тој вели, не сум го видел договорот со Бехтелиенка, а е официјален предлагач. Ве прашувам вас, колеги, дали вие сте го виделе договорот? Вие велите, не сме го виделе договорот. И што се случува?
Во едно собрание кога предлагачот не видел договор, тие што гласаат не виделе договора, гласаат, носиме ние закони и тоа го нарекуваме европска вредност, тоа го нарекуваме нормалност и тоа го нарекуваме работнички права. Дали според вас тоа е нормално? Не е нормално и затоа тоа не се брани. Предлагачот вели во неговото експозе дека работниците што ќе работеле на автопатиштата многу ќе заработеле или, цитирам, вели дебело ќе заработат. Мојот предлог до власта и тогаш и сега истиот, бидејќи дебело ќе се заработува и бидејќи тоа е одлична работа таму по 12 часа се работи плюс 40 или минус 20, јас ги повикувам Артан Груби на чело, Ковачевски до него и цела влада да се пријават да работат таму и дебело да заработат. Ете предлог. И да ги има и да ги нема, државата исто ќе функционира, бидејќи можеби без вода подолго ќе функционираме, а вака дебело ќе заработат. Шала на страна, луѓе. Ова што се случува не е нормално и ова што се случува не е во ред. И кога никој ги нема во собранието, има еден израз кој што вие го употребувавте, односно вашите преходници во собранието, на шверцерски начин. Ова е тоа што вие го зборувавте на шверцерски начин. Прво се обидува 22 пратеници да ги направат пред јавноста нешто што не се, да подпишат, па потоа кога видува дека е огромен притисокот од јавноста, дека не сакаат овакви работи, дека никој не е во оваа држава недоветен, земавте и со европско знаменце да ги протнете законите. И тоа го нарекувате европски, а при тоа цела Европска комисија во Македонија и во Брисел ви кажува дека тоа не е европски. Синдикатите ви кажуваат не сакаме 60 часовна работна недела. Значи, Европска унија не ви интересира, пред се треба синдикатите да ви интересираат, но тие вас одамна не ве интересираат за ништо. Опозицијата е против, најголем дел граѓаните е против и вие упорно одите со главата во зид. На кого му правите услуга дали си имате запрашано? Или единствениот бенефит, единствената цел е Артан да биде среќен, бидејќи јас друго не гледам. Разговараме тука 5 закони, договор никој не е видел, предлагачиве договорите не ги виделе, цела влада ја нема, а за милиарди се работи, вашите челници од СДСМ ги нема, а за милиарди се работи, некој убаво сте ќе бидеме тука заедно, бе, луѓе. Ова не е во ред. Ова не е добро, ова не е европски, ова не е демократски. Мораме во оваа држава да поставиме стандарди. Мораме да заличиме како собрание. Мене ми е жал, ова е 10-ти состав во собранието. 10-ти состав, двоцифрена бројка направи и демократијата не ја научивме. Нити еден закон не им вративте, ниту една глупост не им вративте. А при тоа гледате дека граѓаните на анкети тоне владата. Доорба нема во институции, а вие упорно се им гласате. И тука е одговорноста која што јас ја гледам кај вас, дами и господа колеги од Социјалдемократскиот сојуз. Мора секој од себе да трне и мораме овие работи да ги прекинеме, бидејќи овака ниту Европска унија ќе видиме, ништо нема да видиме. Тука има адвокати помеѓу нас во СДСМ, прашувам, добро, вие како адвокат, утре ако отидете во некоја парница, треба да браните некој клиент или треба да обвинувате некој клиент. Ако при тоа не видите докази, ќе влезете во парница? Вели не. А за 1,5 милиарда да гласам без да видам договор, тогаш нема проблем. Принципиелно ги поставувам работите. Принципиелно е. Сите овие закони произлегуваат од договор кој што никој го немаме видено. Затоа апелирам да заличиме на нормално собрание. Апелирам ова да го вратиме назад. Апелирам сите 120 да го добиеме договорот. Апелирам на здрава дебата. Апелирам на широка дебата. Луѓе, многу пари се во прашање. Треба да видиме што се нуди, што е добро, што е бенефит. Што не е бенефит да го отфрлиме, што е бенефит да го прифатиме. Ама вака наслепо и вака некој да подценува интелигенција на пратеники на граѓани, како што ова го прави оваа влада, е невидено и незапаметено во демократска Македонија. Од вас зависи, колеги од мнозинството, дали ова собрание ќе биде собрание како што личи, бицејски представнички дом, или ќе биде само испостава на оние криминалци неотини денска. Благодарам. Реплика.